Ние продолжуваме со разговорот од студиото. Во нашето студио се Јулија Поповска, токму спроти мене, студент по социјална политика и социјална работа, и Вера Калимановска, психолог. Инаку волонтери во СОС телефонот за деца и младинци при детската амбасада. Добар ден и добре дојдовте во студиото. Добар ден. Најпрво, Јулија, за тебе прашање. Кажи ми како потекне идејата да се организира и да се создаде ова здружение, СОС телефон? Па и СОС телефонот како служба е при првата детска амбасада Меѓаши. Инаку иницијативата за формирање од страна на колегиумот на првата детска амбасада, поради тоа што таква служба, посебно за деца и младинци, во тој период кога е формиран, а работи од ноември 1993 година, не постоеше кај нас и по одлука на колегиумот е формиран овој СОС телефон. Инаку работи како телефон кој што треба да слуша, да анимира разговор, тоа се неговите задачи, а пред се врз база на два принципа, тоа се доверливост и анонимноста, што значи дека сите наши јавувачи може да останат анонимни и да разговараме на тој ист телефон. Кажи ми како е организирано? Организацијата е со посредство со швајцарскиот телефон, СОС телефон кој што постои пред нашиот СОС телефон и кој што посредуваше во самата организација, што значи дека е организиран така да работи во две смени, моментално, инаку порано ни беа 3 смени. Летниот период ги уведовме тие 2 смени поради помал број на јавувачи и јавувања. Инаку на него работи еден тим од 10 до 15 волонтери. Волонтерската работа е доброволна, што значи дека не мора да се има некоја диплома од психосоцијалните области. Потребно е следење на една обука, која што обука беше во 2 семестри. Тоа беше обука од предавања од страна на професионалци. Тоа се луѓе најчесто беа невропсихијатри, психијатри, педагози, исто имавме професорка од факултетот за социјална работа. И пред се од области што се, например, самита психологија на децата, психологијата на младите, она што е патолошко, што е нормално во однесувањето, потоа од областа на социјалата, проблемите во семејството, алкохолизмот, наркоманијата како проблем, потоа предавање од областа на играњето на улоги и така. Значи секој, независно од својата професија, може да биде волонтер? Да, може да биде волонтер. Тоа ќе опомине тој? Да, таа обука. Вера, кажете ми, кои се целите со кои се целите и проблемите со кои се среќава СОС телефонот? Па првиот потик за формирање на ваква линија сигурно потекна од согледување на променетата ситуација и општествена и културолошка кај нас и во врска со тоа еден подем на негативни чувства кај младата генерација, деца во пубертет, адолесценти, особено чувството на осаменост, на безпомошност, на препуштеност на себе и една глад за внимание. Бидејќи е забележливо дека родителите се помалку имаат време, енергија да посветат на своите деца, дел од своите функции сакаат да ги пренесат понатаму на стручни лица, на стручни установи, така да како еден од тие општествени институции кои ќе обрне внимание на оваа генерација, ќе ги проследува нивните проблеми, ќе ги прифати, се јави и СОС телефонот како вид на сервис служба за психолошка помош. Дека тука е потикот за формирање, а инаку целите на оваа служба па ги има повеќе. Всушност секоја СОС линија во светот, па и нашава, примерна цел има да ги сослуша своите јавувачи. Јавувачите се обично деца и адолесценти, меѓутоа се неретко се случува да бидат и возрастни, па дури и стари лица. И без разлика кој е јавувач, пред се треба респективно да се сослуша. Тоа значи да не се прекинува, да не се етикетира, да не му се даваат лекции, така да се поучува дидактички и воопшто да се истапи својен став на прифаќање таков каков што е. Без обид нешто да интервенираме, да го прекројуваме неговиот систем на вредности и слично, да му се стави на знаење, кај нас може да биде прифатен, сослушан таков каков што е и докрај. Тоа е ставот на респективно слушање и став на активно слушање, со поттикнување и со емпатија од нашата страна, дека ние сочувствуваме, го сваќаме тоа што го кажува, не се чудиме, не го негираме и слично, туку го поттикнуваме, кажете уште нешто за својот проблем, има ли уште нешто што пропушти да кажеш и слично.
сум техникина. Да. Би кажала една друга, Повели. исто така важна функција на оваа служба, а тоа е раната детекција и раната превенција на разни можни идни потешки и посериозни пореметувања, пречки, аберации и слично во било која област, независно дали во социјалната сфера на комуникација, дали во работната, во семејните односи или во внатрешниот психички живот. Се случува така да се јават адолесценти кои што се на почеток од патот на зависност, било од дрога или пак од алкохол, или на почеток од проституција или од криминогено поведение. Многу е полесно да интервенираме на самиот зачеток на проблемот, отколку се знае дека превенцијата е секогаш и похумана и поекономична отколку санацијата подоцна. Тоа е многу важна функција, превентивна, рана детекција и превенција. Така можем патем да спомнам и некои други цели кои што може се пропратни и не се толку битни. За време на самото јавување и разговор доаѓа до едно растеретување на јавувачот емотивно од она што е негативна кај него емоција или негативна мисла и фантазија, така да тој степенот на свесност може да го искристализира низ тој разговор, ситуацијата да се ја согледа од друг агол, да снима од некоја друга визура, да најде некои други можни патишта, слично. Да. Јулија, пошто ти си волонтер во SOS телефонот, кажи ми кои се најчести проблеми со кои се среќавате? Што ги Тоа сослушувате? најчести проблеми. Може да се каже дека најактуелни се јавувањата од страна на оние, како ги нарекуваме, тинеџери, нели? Децата од 14 до 18 годишна возраст и претежно се проблеми, љубовни проблеми. Потоа доаѓаат оние проблеми кои што се проблеми во семејство, исто на деца од таа област, од таа возраст, тоа се проблеми со некои од родителите, проблеми со брат, сестра, проблем со другари и слично. Може да се каже дека се јавуваат и социјалните проблеми, помали деца поретко, меѓутоа сепак во училиште, може би сега ќе бидат исто така актуелни почеток на школската година, надминување на например некои оцени што се послаби, како да се реши проблемот, како да се учи, како да се дојде до таму или повисока оцена. Исто така се јавуваат. Тоа се најретките јавувања, меѓутоа сепак и такви јавувања имаме, тоа се од страна на родители и загрижени баби, дедовци за своите деца, родители исто така. Неретко беше јавување, например, на родител поради наркоманија на некои од децата во семејството. Така да тоа се претежно тие проблеми кои што се среќаваат. Може да се каже во однос на јавувањата вака една глобална оценка дека најмногу се повиците од страна на женскиот пол, помалку се јавуваат машките и родителите, реков. Кажи ми со кого се соработувате? Па соработка мора да има. За да функционира така како што е организиран, така како што е замислен, соработка мора да има. Добро е што, например, многу од организациите, клиниките, детските клиники, потоа Заводот за ментално здравје на деца, исто така, исто соработката со другите телефони, пред се SOS телефонот на жени и деца жртви на насилство, со други професионалци, лица од психосоцијалната област, стручњаци во некои од тие области кои што имаме проблеми. И исто така треба да напоменеме, мислам дека не кажавме, дека при разговарањето, доколку се јави, например, некој проблем што е од поширок, да речам, поширока област, нешто што не може ние, например, да посочуваме да на некој начин се реши, тогаш доаѓа до упатување до овие институции со кои што има соработка. Така, би сакала само уште нешто да напоменам. Соработката со SOS телефоните од надвор, с холандскиот SOS телефон, потоа телефоните од Белград, од Ниш. Вера, дали што се планира во иднина, дали проширување на овој телефон? Па секако од досегашното 2-годишно искуство се испостави дека нам ни е потребен еден поширок тим на волонтери, една подолга едукација и тим кој што подолго континуирано ќе работи. За сега, например, групата на волонтери е променлива, тоа е состав на луѓе кои се менуваат. Секако е поквалитетно да едни исти луѓе подолго време навлезат во таа проблематика. Едукацијата исто така веројатно ќе се прошири и предпоставувам дека во најскоро време тоа е нашата тенденција да
што повеќе случаи кои имаат желба, затоа што на принцип на доброволност работиме, значи кои имаат желба во директен контакт во живо да дојдат кај нас, да ние имаме тим на такви луѓе, професионалци, педагози, психолози, евентуално терапеути, со кои ќе можат да го остварат тој контакт, во крајна линија советодавен и терапеутски контакт. За сега, бидејќи тоа не го правиме систематски и редовно, освен инцидентно, а сме имале и такви средби во нашите простории по желба на јавувачите, за сега ги упатуваме. Воглавно нашата функција е посредничка, да посредуваме меѓу јавувачот кој има потреба за стручно лице и установа, и таа установа и лице. На тој начин му го скратуваме патот, ја забрзуваме постапката на третирање, дали е тоа терапеутско или социјално. Да, во секој случај ќе се прошири. Добро, ви благодарам, еве дојавме до крајот на разговорот. Остана уште, Вера, сакавте нешто да додадете, да прочитате некој соопштение? Да, замолена сме за тоа од Детската амбасада, која е покровител, основач на СОС линијата за деца и младинци. Ова е соопштение од интерес за еден дел од родителите чии деца имаат проблеми со енурези, со тревлирања, пилтечења во говорот и со тешкоти во концентрацијата при учење. Еве сега постои надеж и можност да испробаат еден терапеут и неговата техника на работење. Се работи за терапеутот Лазар Груич од Риека, кој што кон крајот на септември ќе дојде во Скопје, ќе престојува некое време и ќе работи со ваквите деца. Оние родители кои имаат интерес да се обидат да помогнат на своето дете со такви проблеми, може да се јават кај лицето за контакт, тоа е Јанковска Елизабета, 11 77 34. Значи 11 Тој телефонски број. 77 34. Кај Јанковска Елизабета. Тоа е се. Да, ние сме многу благодарни што ни овозможивте да го популаризираме и на ваков начин СОС телефонот. Благодарам што бевте гости во студиото. Ние по кратката музичка numera продолжуваме со разговор во студиото.